Добре дојдовте во новото издание на подкастот на Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза. По невидливите симптоми на болеста и здравата исхрана при МС, денешниот подкаст го посветуваме на уште една многу битна тема – улогата на физикалната терапија во третманот на мултипла склероза. Наш гостин е Илија Жежов, соработник и пријател на здруженијето, добро познат физиотерапевт кому пациентите му веруваат, всушност довербата е взаемна. А заедничката цел е подобрување и одржување на функциите на лицата со МС. Здраво Илија, ви благодарам што сте пред се денес заедно овде со нас, нели да ги одговориме оние најчестите прашања кои што особено ги засегаат лицата кои што имаат мултипла склероза, кои што се во блиска поврзаност со вашата струка, односно физиотерапијата. Како што многу пати до сега имаме кажано, мултипла склерозата е прогресивна невролошка болест која што ги оштетува нервите и резултира со појава на симптоми како што се вкочанетост, замор, болка во мускулите и многу други. Кај некои луѓе МС напредува многу брзо, а кај некои луѓе е сосема обратно. Во обата случаи, каква е улогата на физикалната терапија во третманот на лицата со МС? Прво би сакала да кажам благодарам за поканата што ме поканивте да бидам гостин во овој ваш доста интересен и советодавен подкаст. Улогата кај пациентите со МС, физиотерапијата има многу голема улога во однос на рехабилитацијскиот процес. Сето тоа зависи од прогресивноста на болеста кај пациентите, кај некои пациенти се поблаги симптомите, кај некои пациенти напредуваат многу повеќе со да кажам замор, оптеретување, вкочането што кажавте и отежното движење. Физиотерапијата е една клучна гранка која што помага во овој процес на лекувањето, бидејќи со физиотерапијата не само што се попречува прогресивноста на болеста, се прави подобрување во целокупното здравје на самите пациенти. Кои методи најчесто ги користите на физикална терапија кога станува збор за мултипла склероза? Физикалната терапија вклучува широк спектар на методи кои што се имплементираат кај пациентите со МС, од оние што би кажал во практика, кои што ги практикуваме, да соработуваме со пациентите со МС, се кинезитерапијата, која што има многу главна улога. Тоа е еден вид на манипулативно движење кој што помага самите зглобови на телото да се направи на вертикализација, да може пациентот подобро да се движи. Тука исто така би ја спомнал медицинската масажа, која што е исто така доста добро корисна, затоа што освен тоа што ја раздвижува добро циркулацијата и ја зајакнува самата мускулатура, и со 30 до 45 минути, би кажал најмногу до 1 час масажа, пациентите со МС имаат голем бенефит од тоа. Подобрување во начинот на одењето, во рамнотежата, подобрување во самиот мускулен тонус, што кажав зајакнување и пред се добар доток на циркулација и пред се стабилизација на самата рамнотежа. Вежбите се исто така многу важни. Кои се најважни, кои се најчести вежби кои што треба да ги прават лицата кои што имаат мултипла склероза и дали рехабилитацијата трае за цел живот или е само некој одреден период? Видете, добро знаеме дека мултипла склероза е болест која што засега се уште не е пронајден лек за целосно лекување, така што пациентите кои што го имаат ова заболување се должни, додека не се најде лекот, да кажам, да соработуваат со физиотерапевт, исто како што ја примаат терапијата која што им е дадена од невролог. Физикалната терапија, пак кажам, има многу важна и главна улога и еден клучен сегмент во целиот тој процес на лекувањето, бидејќи навистина помага дури и до 80%, би кажал, во целокупната состојба на нивното здравје. Масаж, вежби, оние вежби кои што се дадени како препорака од физиотерапевт да ги извршуваат пациентите во домашни услови, може да оние пациенти кои што имаат поблаги симптоми каде што прогресивноста на болеста не напреднала толку многу, можат исто така да користат статичен велосипед, вежби со топка кои што се дадени по препорака од физиотерапевт, и сето тоа е еден индивидуален начин кој што пациентот го работи дома под инструкција на физиотерапевтот, а секако физиотерапевтот е тој кој што го прави тој протокол, таа програма, да тој пациент работи според тој протокол и таа програма во тие домашни услови. Доколку пак пациентот му предстои рехабилитација во установа, на пример да речеме во бања, доколку е во бања, терапевтските процедури во бања исто така се одвиваат врз основа од преглед од физијатар, физиотерапевт, и сето тоа се спроведува под стручен надзор на еден медицински
медицински тим, каде што се одредуваат одредени вежби за тие пациенти. Хидротерапијата исто така во базенот има доста голема улога во однос на тоа. 2 пати по 10 минути можат пациентите во текот на денот да влегуваат во бања, наутро и во попладневните часови. Исто така помага термоминералната вода за опуштање на самиот мускулен тонус, нели, и подобрување на целокупното здравје на пациентот со МС. Така, кога сите овие работи веќе ги спомнавме, јас тука сакам секако да кажам и каква е вашата прва средба со пациентот? На кои работи најмногу обрнувате внимание? Што земате во предвид за да се одреди нели што му е потребно на самиот пациент? Так, од долгогодишното искуство мое како физиотерапевт, веќе 17-та година сум во оваа гранка, најчесто пациентите со МС првиот чекор со докторот и со физиотерапевтот, зборувам кај кој што нели им е откриена таа диагноза, најпрво имаат страм да отидат нели на доктор, да отидат на физиотерапевт и да направат еден консултативен разговор, нели, плашејќи се да не во таа ординација нели има и други пациенти. Еве јас од моето искуство би кажал дека соработувам со доста пациенти со МС и доста пациенти се страмат да кажат дека имаат МС. Значи се уште постои тоа кај нас. Апсолутно, јас би кажал дека не треба да се страмиме нели од тоа заболување. Тоа заболување може да му се случи на секој. Ние треба гордо да се носиме со болеста нели и да се справуваме во однос на тоа, да бараме алатки, начини и методи како нели тоа да го подобриме, да ни биде подобро, нели, и да сватиме дека во општеството мора да бидеме прифатени такви какви што сме, значи со таа болест која што ни се појавила нели во нашето тело. Најпрво кога пациентот ќе дојде кај нас во нашата ординација, прво не прашуваат кои се начините и кои се методите за имплементација кај пациенти нели со обтегната мускулатура, односно затегната мускулатура. Се не ни го кажуваат нели првиот чекор нели, односно проблем кој што го имаат за диагнозата, него не прашуваат нели од општите состојби на физикална терапија. За подоцна нели при самата документација ние ќе го видиме целиот тој увид во документацијата и ќе сватиме дека пациентот нели има мултиплекс склероза. Па после тоа нели правиме еден консултативен разговор со пациентот да видиме што сака. Прво морате во медицина да сватите една работа. Морате прво да го сослушате пациентот да ви каже, би кажал нели од А до Ш сите работи што сака да ви ги каже, а после ви како доктор, како физиотерапевт, нели ќе најдете соодветен начин и метод како ќе пристапите нели кон тоа што пациентот го бара. Сега најчесто пациентите кога ќе дојдат имаат отежно движење, значи најчесто ја влечат десната или левата нога, да кажеме ете во оваа постапка, во ова заболување. И ние првиот чекор што го правиме после консултативниот разговор со пациентот е тоа што правиме протокол, план и програма. Што содржи планот, протоколот и програмата? Најчесто физикална терапија и нејзините имплементации на методите. Методите се најчесто кинезитерапијата, масажите, како што спомнав, дополнителни вежби дадени од физиотерапевт, значи совети нели за домашно вежбање или пак вежби кои што се изработени од физиотерапевт на видео, кои што ќе му се пратат на пациентот, кои што ќе ги гледа тие вежби, ќе може да ги работи во домашни услови. Начините од физикална терапија се всушност тие, но пациентите мора да бидат нели секојаш дисциплинирани и да работат со тоа што му е дадено како препорака од физиотерапевт за да би имале резултати. Морам да кажам дека и доста има и неодговорни пациенти кои што ќе им дадеме нели совети препорака, ќе ни кажат дека тоа го извршиле, а всушност кога ќе дојдат после повторно на преглед, ние гледаме од терапевски аспект дека тие вежби воопшто не се спроведени, освен единствен начин кој што го практикуваат е масажата. Токму тоа ми беше некој следното мое прашање. Интензитетот на вежбите е доста значаен во целиот овој процес. Како зголемувањето или намалувањето на интензитетот на вежбите влијае кај самите лица? Видете, постојат поблаги вежби и постојат агресивни вежби. Зошто постојат агресивни вежби? Бидејќи доколку мускулатурата кај пациентите со МС е, да кажеме, нели, значи опадната, тие пооптеретувачки вежби се доста подобри за нив за да можат нели да ја зајакнат таа мускулатура. Сега нели во границите на нормала. Ние не бараме од пациентите тоа да го прават ако не можат, значи нели доколку можат и доколку се во состојба ќе ги извршуваат тие вежби, доколку не се ќе ги работат тие што се поблаги вежби, бидејќи и поблагите вежби со повеќе повторување ќе дадат нели едни позитивни резултати во однос нели на целата здравствена состојба. Но не можете вие да имате МС и да не вежбате.
Не можете вие да имате ЕМС да не почитувате протоколи кои што ви се дадени од доктор и физиотерапевт. Да, терапија од доктор мора да се практикува и да се зема навремено. Меѓутоа и оние терапевските процедури, видете, физикална терапија, пак ќе кажам по четврти пат, дека еден клучен сегмент во тој процес на лекувањето. Физикална терапија до 80 па и до 90% би кажал од терапевски аспект помага многу во начинот на здравието кај пациентите со ЕМС. Што ви кажав, замислете денеска да отидете да направите 30 минути кинезитерапија вежби и 45 минути масажа. Вие одма се чувствувате поинаку, се чувствувате подобро и имате веднаш друга енергија во вас и друга сила да можете повторно да се движите, значи едноставно помага. Но не можете тоа да го направите само еднаш, два пати и три пати. Значи процедурите на физикална терапија може да траат 15, 21 ден, што ога сте во бања на бањско лекување имате процедура од 15 до 21 ден, но ога сте приватно на физикална терапија зборувам во ординација, терапевтот ќе ви направи протокол и програма бидејќи вашата болест не е болест која што може да се излечи за 21 ден, него вашата болест е болест која што бара постојана работа, постојана имплементација на вежбите, значи на масажите и на протоколите од физикална терапија и постојано одржување на еден нормален баланс на телото. А што доколку се претераете со тие вежби? Видете, не може да се претера бидејќи терапевтот знае што точно му е потребно на пациентот и ние се што работиме во однос на тоа да му дадеме на пациентот точно такви вежби што му се потребни или за неговата здравствена состојба. Пак ќе кажам, кај оние пациенти кои што нели на почеток прогресивноста на болеста, ние даваме поблаки вежби. Кај оние пациенти кои што веќе е диагностифицирана мултиплекс склерозата, ние даваме значи вежби кои што за жал ќе мора малку да се потрудат, нели, за да ги направат и да почувствуваат терет, да почувствуваат оптеретеност дека тие вежби утре ќе дадат позитивни резултати во однос на здравието. Позитивен акцент имаме тука ставено и на истегнувањето. Како истегнувањето влијае кај лицата кои што имаат мултипла склерози, дали самите лица можат тоа да го прават на домашен терен без надзор од стручно лице? Видете, доколку имаат можности тоа да го прават, тие секако можат да го прават тоа во домашни услови. Јас познавам доста пациенти кои што имаат направено дома вратило. Едноставно и на тоа вратило тие прават некои одредени вежби кои што им помагаат за нивната мускулатура. И знаат да се јават да кажат Илија, ние денеска правивме вежби утре во дома, се истегнувавме, меѓутоа пак нели рамнотежата не држи. Знаеме, нели, се зависни од второ лице и кое што мора постојано да им помага, но ако сето тоа може да си течи, доколку тие сакаат да си вежбаат дома во однос нели на истегнување, истегнувањето помага исто доста добро нели за самата мускулатура, но физикална терапија е оној клучниот сегмент кој што помага, како што кажав, од 80 до 90% во целокупната здравствена состојба. Пак ќе кажам, физикална терапија не е лекот 100% за ЕМС, но е лек кој што помага нели да се одржи рамнотежата, да се подобри мускулатурата, да се раздвижи дотокот на циркулација и пред се оној главниот факт да се зајакни мускулатурата за да може лицето со ЕМС подобро да се движи и подобро да функционира, обавувајќи ги секојдневните активности во текот на животот. А што се случува во периодот каде што има влошување на состојбата, каде што симптомите кај лицата со ЕМС се малку потешки и поинтензивни? Дали тогаш се прави некој прекин на физиотерапија, се прави повторна проценка што му е потребно на пациентот? Што се случува во тој момент? Апсолутно, ако во такви дадени случаи се случи такво нешто кај пациентите да имаат нели поголеми тегоби во однос нели на рамнотежата, во однос нели на одењето, ние тогаш правиме еден прекин на физикална терапија. Но тој прекин може да трае 4 до 5 дена, додека малку од малку нели пациентот застане повторно на нозе и да може нели повторно да си ги извршува пак вежбите таму каде што сме застанале. Тогаш во такви дадени случаи правиме друг план и протокол, може да направиме друг план и протокол кај кој што нели може да се дадат поблаги вежби, доколку може пациентот да ги прави, доколку не може, тогаш правиме 4 до 5 дена пауза. Ништо нема да ни сминат 4 до 5 дена. Ние повторно пак после тоа ќе се вратиме нели со вежбите и ќе биде секој некој се подобро. А температурните разлики еве баш како што е сега моментално, значи како влијаат температурните разлики кај лицата кои што имаат мултипла склероза? Како влијае топло, како влијае екстремно ладно време? Какви вежби се препорачуваат тогаш и дали воопшто се вежба на тие променливи температури?
Так, значи променливото време влијае, знаеме многу кај пациентите со МС, како влијае во однос нели на расположението. Кога станува збор за пожешко време на повисоките температури, јас секогаш преку моите социјални мрежи им стакнувам на пациентите со МС, бидејќи сум долгогодишен соработник во Сдруженијето за МС со госпоѓата Ана Карајанова Димитрушева и сум национален МС советник и физиотерапевт. Ана исто така ми е еден пациент долгогодишен, уште кога работам во времето во Катлановска бања, па и до ден денес сме останати во соработка и пријатели. И би кажал дека во тој период на топло време ние на пациентите им советуваме да не вежбаат во тој период кога е многу топло. Него нели, ете од сабајле ако станат, зборувам во раните утрински часови, најкасно вежбањето да заврши негде до 8 или 9 часот, а доколку е во попладнени часови, после 18 или 19 часот да бидат тие вежби, или пак доколку се вози статичен велосипед, тоа да биде пак до 9 часот наутро, или најкасно до 21 часот навечер, после 18 часот. Тоа е за во топли временски за во топли. услови. Во овој период сега од годината, како што сега нели се е времето надвор, месец октомври, значи можат да си вежбаат нормално, освен на расположението, други попреки не би дале вежбите во однос на кај пациентите со МС. Уште на самиот разговор ја спомнавте хидротерапијата. Како таа делува во процесот на рехабилитација кај заболените од МС? Така, пациентите со МС користат бања, тоа го кажувам од лично искуство, бидејќи нели сум работел во бања и знам дека доста добро им влијае бањата. Обично кога се на рехабилитацијски процес во време трајање, зборувам од 15 до 21 ден, пациентите имаат и така големо подобрување и кога нели ние како физиотерапевти ќе ги прашаме како се чувствуваат од бањските нели промени бидејќи што дошле да вршат нели физикална терапија, ни кажуваат дека бањата им помага многу и дека имаат голем бенефит од тоа лекување. Водата со самите минерали, значи природна минерална вода, помага значи на самата мускулатура нели, пак ќе кажам, да се опушти, а физикална терапија секако тука во даден сегмент ќе помогне со дополнително со своите имплементирани методи да се заекне мускулатурата и пак да се направи едно доста подобрување во однос на нивната здравствена состојба. Јас се надевам дека, бидејќи ете напредуваме доста со медицината, дека наскоро се надевам и сум длабоко убеден од медицински аспект дека ќе се пронајде леки и за МС и овие пациенти ќе бидат нели повторно вратени во една нормала и ќе можат повторно да се функционираат како и сите други луѓе. Но пак ќе кажам, значи пациентите со МС да не се срамат ако имаат МС, слободно да комуницираат со својот доктор, со својот физиотерапевт, бидејќи секогаш нели заедно сме посилни, заедно секогаш ќе чекориме напред ако работиме, соработуваме и имплементираме начини и методи од физикална терапија, а покрај медикаментозна терапија, физикална терапија има голема улога во лекувањето. Како што и самите спомнавте предходно, пациентите можат и самите да си помогнат на подобрувањето на својата состојба, нели со употреба на некои вежби кои што може да се прават во домашни услови. Па оваа прилика би сакала да искористам за да нели пренесеме на сите лица кои што имаат МС, кои се вежби може да се прават во домашни услови. Мене ме радува фактот што кога ќе видам пациент со МС да ми се обрати. Значи најчесто знаат на социјалните мрежи да ми напишат здраво Илија, вие следите нашата здравствена состојба и знаете дека имаме МС, кои вежби би ни ги препорачале да ги работиме во домашни услови. Јас тука веднаш настапувам каде и да сум, го земам телефонот и на моите пациенти им пишувам, значи што да прават. Прво ги прашувам дали имаат пред се статичен велосипед дома и дали можат да се качат на велосипед, да можат нели 15 до 20 минути нели да извртат. Тоа е еден вид на кардио кој што помага за целата мускулатура. Ако веќе има статичен велосипед дома, јас би кажал дека статичниот велосипед е еден од најдобрите начини да се работат вежби во домашни услови. А освен статичниот велосипед, имаме и посебна скрипта ние физиотерапевтите која што е направена посебно за пациентите со МС, еве на Националното здружение со МС, постојано може да видите мои постови каде што јас постирам вежби, преку кои ги мотивирам пациентите нели да работат и да вежбаат во домашни услови. А доколку не започнале да вежбаат ништо во домашни услови, слободно можат да ни се обратат, ние секако ќе им дадеме посебни вежби кои што ќе им помогнат да нели да можат да си ги прават дома, а покрај вежбите нели физикална терапија да не ја заборават и нели се тоа ќе биде од голем бенефит за нив да
е подобрат нивната здравствена состојба. Бенефитите од вежбањето мислам дека на сите горе-долу не се добро познати, зајакнување на мускули, ублажување на замор, подобрување на расположение и уште многу. И што е најважно, не кажавте, смирување на стресот во себе. Така, Бидејќи со колку и да имате стрес во себе, знаете, секојдневните обврски на работа и пациентите со МС идат на работа, знаат да бидат исто така да подлежат под стрес на работа, околината, колегите, некогаш знаат да придонесат нели да се изнервирате, па сето тој стрес преку вежбањето може да се испрли, се со цел нели да не се собира во нашиот организам, бидејќи стресот е еден од главните причинители што се случуваат сите болести во нашиот организам, вклучувајќи ја и мултиплекс склерозата. И пред сам крај би сакала да ве прашам зошто е важно да се почне рано со рехабилитација. Колку навремената рехабилитација ја намалува прогресијата на самата болест? Видете, јас постојано сугерирам и постојано кажувам, нели, навременото вежбање е многу важно. Доколку пациентите, пак ќе кажам, не се обратиле до физиотерапевт да обараат вежби, слободно можат да не се обратат, ние ќе им дадеме посебни вежби кои што ќе можат да ги работат во домашни услови. Мултиплекс склерозата како болест си бара одржување, си бара редовно нели вежбање, покрај медикаментозна терапија, значи вежбањето да не се исклучува, бидејќи вежбањето навистина помага во самата мускулатура и го стимулира, односно му дава насоки на мозокот дека нешто се случува со мускулите, така што вежбањето да не се изостави во однос нели на целата постапка во рехабилитацијскиот процес. Илија, дали имате нешто дополнително да им препорачате на сите лица кои што нели ја имаат мултипла склерозата, да им дадете некој совет, некои насоки што не ги кажавме еве до сега? Така, постојат пациенти кои што имаат мултипла склероза, кои што би кажал од аспект дека не им биле дадени насоки како да се обратат, каде да се обратат до физиотерапевт, па еве ќе искористам можноста за крајот нели на денешната емисија да им кажам сите оние кои што имаат МС, гордо да се носат со болеста, да бидат позитивни, да размислуваат оптимистички, дека еден ден ќе се пронајде лек и за нивна здравствена состојба, а додека дојде, односно се пронајде тој лек, нели редовното одржување на физичката активност да биде сведено на високо ниво и пред се нели ако имаат МС да не се срамат, пак ќе кажам да се обратат до доктор, до физиотерапевт, ние заедно тимски секогаш ќе гледаме како да им помогнеме, како да им дадеме насоки што да прават кон подобро утре и да можат да бидат нели подобри во нивна здравствена состојба и да бидат исто така вклучени во секојдневниот живот како и сите други луѓе. Пациентите со МС се важни, ние сме се уште останува збор за нив да им помогнеме во однос нели на физикална терапија или друго лекување од друг аспект на друга медицинска гранка. Илија, јас ви благодарам за тоа што бевте наш денешен гостин и за тоа што одговоривме на воглавно на главните прашања кои што ги застигаат лицата кои што имаат мултипла склероза, а вие, драги мои, останете и понатака со нас, гледајте ги, следите ги нашите подкасти кои што ги правиме специјално за вас.